Денеска православната црква ги празнува преподобниот Павле Исповедник патријарх Цариградски и преподобниот Варлам Хутински чудотворец. Светиот Павле Исповедник патријарх Цариградски. Кога блажениот патријарх Александар лежел на смртната постела, натажените верници го прашале кого го остава по себе за архипастир на словесното Христово стадо. Тогаш болниот патријарх им одговорил: ако сакате да имате пастир кој ќе ве учи и кој ќе ви свети со добродетелите, изберете го Павле. Ако ли пак сакате само да имате личен човек и однадвор украсен, изберете го Македониј. Народот го избрал Павле. Тоа не им се допаднало на еретиците ариевци и не му било право ни на царот Констанци, кој во тоа време бил во Антиохија. Наскоро Павле бил симнат од патриаршискиот трон и заедно со светиот Атанаси Велики избегал во Рим, каде што и двајцата, папата Јулиј и царот Констанс, убаво ги примили и ги поддржале во нивната православна вера. По писмото од царот Констанс и од папата, Павле бил вратен на престолот. Но кога умрел царот Констанс, ариевците ја дигнале главата и го протерале православниот патријарх во Кукус, во Ерменија. Светиот Павле, служејќи еднаш света литургија во прогонство, бил нападнат од ариевците и го удавиле со омофорот во 351 година. Во времето на царот Теодоси, во 381-та, неговите мошти се пренесени во Цариград, а во 1236-та во Венеција, каде што се наоѓаат и сега. И неговите сакани клирици и секретари Маркијан и Мартири наскоро по својот патријарх пострадале. Поуки од светите отци. Човекот не живее за да ја најде среќата, туку вистината. Тежок и тесен е патот до вистината, но оние што ја посакуваат ја наоѓаат и вистината ги ослободува. Вистината е личност, Богочовекот Исус Христос. Архимандрит Никодим Солунчев. Преподобниот Варлам Хутински чудотворец, роден и воспитан како христијанин во големиот Новгород. По смртта на своите родители се замонашил и се предал на тежок подвиг. Основал манастир на реката Волхова, на местото каде што му се покажала небесна светлина. И во животот и по смртта бил голем чудотворец. Јасно гледајки човечки тајни, изгонувајки нечисти духови и лекувајки секаква болест кај луѓето. Слугата на кнезот Василий Василевиќ бил тешко болен, па замолил да го однесат на гробот на светиот Варлам. Уште наредил, ако по патот почине, и мртов да го однесат кај светителот. Така и се случило. Тој умрел по пат, но и мртов го однеле во манастирот каде што оживеал, станал и се поклонил на гробот на светителот. Во 1471 царот Иван Грозни наредил да го откопаат гробот на светителот. Што туку почнале да копаат, се кренал пламен од гробот и се запалило наоколу. Царот толку се исплашил што побегнал од храмот и во брзината го заборавил својот стап кој денес се чува кај гробот на светителот. Во спомен на ова чудо, повторно се празнува светиот Варлам во петокот по неделата на сите светии.
Поуки од светите оци. Поуки од светите оци. Не плашете се од злото што е надвор од вас, но од злото во вас. Надворешното зло е допуштено и контролирано од Бог, бидејќи е Седржител. Но ние сме одговорни за злото во нас. Откако ќе ги видиме последиците на злите мисли, сваќаме дека е потребно да сме трезвени и внимателни. Митрополит Христифор Јордански. Достойно est Јаково истину, блажити Тја Богородицу, присно блаженују и пренепорочнују и Матер Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога слова рошую, суштую Богородицу, Тја Поуки од светите оци. Љубовта има три ипостаси: девственост, познание и светост. Без девственоста љубовта не е милост, но е земска, себичност и страст. Без познанието љубовта не е мудрост, но е лудост. Без светоста љубовта не е сила, но е слабост. Господи, удостој ме со љубовта, со која Ти живееш и живот даваш. Удостој ме со Твојата љубов и ќе бидам слободен од сите закони. Всели ја во мене Твојата љубов и таа љубов ќе ме всели во Тебе. Свети Николај Велимировиќ. Te